Заврши уште едно рочиште за случајот Пулс, но и денеска сите обвинети во своето воведно излагање отфрлаат одговорноста и се противат на обвиненијата кои им се ставаат на товар. Во судницата во Идризово беше колешката Тамара Дичевска. Имаме во живо во овие вести. Тамара, кој се зборуваше на денешното рочиште? Воведни зборови денеска има обвинетите, поранешни вработени во Министерството за економија, кои што имале некаква надлежност околу издавање на лиценци за работа, но и инспектори, како и раководители во Државниот пазарен инспекторат. Сите обвинети кои што работеле во Министерството за економија се прогласија за ненадлежни околу издавањето на овие лиценци, вела дека ти имале канцелариска работа и немале можност да одат на терен, да вршат теренски активности или да прават инспекции дали некој објект ги исполнува минималните технички услови кои што се потребни да се даде лиценцата на некој објект, кабаре, дискотека да работи. Вела тоа го прави Државниот пазарен инспекторат и откако тие ќе им дадат потврда дека се исполнети условите, се даде лиценца на некој објект, тие ја издаваат лиценцата. Незадоволни од обвинението, кое според тие обвинетите, но и одбраната е неиздржано, еден од адвокатите го праша и обвинителот од Кочани, што обвинителството во Кочани правило 13 години и зошто не постапило околу работењето на овој објект Пулс сиве овие години, зошто не постапило и под допрен глас. Дел од обвинетите и нивната одбрана околу вработени поранешни во Министерството за економија ги слушаме во продолжение. Денеска издаваат лиценца од канцеларија. Единствено нешто што е сменето е контролата. Зголеманата контрола. Тука се содржани во ова барање што бараме за издавање на лиценцата. Никогаш во животот ниту сум мислел, ни знам каде е Пулс, нити некој друг објект, нити ни било обврска, нити надлежност по закон да вршиме проверка на било какви услови. Потенцираме, а судот ќе се увери дека обвинетата размена не била инволвирана во постапката за издавање на лиценца, бидејќи такво действие не спаѓало во незините овластувања како државен секретар. Битно е да се напомене дека вака издадената лиценца за вршење на угостителска дејност кабаре била со важност од една година, односно истата важела заклучно со 13.3.2024 година. Односно престанала да важи повеќе од една година пред трагичниот настап. Па обвинителе, ако ни тврдевте на нас дека постоел тој јавашлук, што правевте вие 13 години во Кочани? Што правевте? Ако ја прифатиме вашата теорија, вие... окей, јас кажав ништо лично. Ако ја прифатиме ваквата теорија, тогаш обвинителот требаше да го слуша, а не да го чита обвинителниот акт. Од оние обвинети кои што се од Државниот пазарен инспекторат, сите дадоа различни воведни говори, меѓутоа ниту еден од нив не сметаше дека поради тоа што го направил или не го направил, директно го предизвикал пожарот во Пулс. Обвинетата е поранешна инспекторка во ДПИ, Блашка Ефтимова, кажа дека кога правила инспекција во објектот Пулс, во 2012 година тој ги исполнувал сите услови, дури можел да прими, имал услови да прими 170 гости, додека пак раководителот, обвинетиот поранешен раководител во Државниот пазарен инспекторат Емил Митев, вели инспекцијски надзор се врши по упатства на директорот, а тој не добил вакво упатство да изврши инспекцијски надзор ниту во клуб, ниту во дискотека и кабаре од 2017 година па се до дента кога се случи трагичниот пожар во Пулс. Во продолжение ги слушаме и нивните воведни говори. Инспекцијскиот надзор се врши согласно упатствата од директорот. А раководителите, виши инспектори, како што сум, овие добиени упатства и насоки ги пренесуваат на инспекторите. Во периодот од октомври 2017 до денот на немилиот настан,
немам добиено насоки за контрола на исполнување на МТУ во кабареа, ноќни клубови, дискотеки. 2012 година. Кога во 2012 бев во контрола, Дека објектот во целост ги исполнуваше условите предвидени од страна на наша надлежност согласно законските одредби по кои постапуваме ние. Значи, предвидени согласно законите кои се во наша надлежност. И сам утврдила дека капацитетот во тој момент на кабарето е 170 лица. Само нагласам и дека пред крајот на судењето судиката извести дека е укинат притворот на обвинетиот Джевари Камбери, кој е обвинет за примање подкуп за издавање на овие лиценци. Притворот му е укинат со гаранција од 600.000 евра во имот. Иван, доколку имаш некоја прашање, повели. Да, Тамара, дали со денешното рочиште завршија воведните излагања пред судот, кога и како ќе продолжи постапката понатаму? Речиси, сите обвинети ги дадоа своите воведни говори, меѓутоа остана уште еден обвинет, Александар Нацов, како и двете фирми кои што се обвинети за трагичниот пожар во Пулс. Тие ќе ги дадат своите воведни говори на следното рочиште на 25 декември. Со ова завршува оној дел кој што е за воведни говори, почнуваат да се испитуваат сведоци на обвинителството. За следното рочиште е најавен еден сведок од обвинителството кој што ќе биде тука во судницата во Идрисово. Тамара Дичевска во живо од Идризово. Благодарам за овие информации.